Во областа на социјалната заштита и активностите по локален акцијски план на лица со инвалидност, а со цел подобрување на квалитетот на животот на лицата со инвалидност, токму на оваа тема ќе разговараме во ова понеделничко издание на Утрински зрак со председателот на Сдруженијето на лица со церебрална парализа, госпоѓа Далиборка Златева. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро и добро ве најдов. Благодарам на поканата. Пред да го започнеме разговорот, јас предлагам да го погледнеме прилогот од мојата колешка Валентина Михајловска, која што ќе ни представува вовед во нашиот денешен разговор. Електромоторни инвалидски колички добија Сдруженијето на лица со церебрална парализа и Сдруженијето Мобилност. Општина Велес на нивните сметки префрли по 125.000 денари за оваа намена. Проектот се реализира согласно програмата за активностите на општината за социјална заштита и локалниот акционен план за лица со инвалидност. Целта е подобрување на квалитетот на живот на лицата со инвалидност. Видејќи социјалното вклучување на инвалидните лица најдобро се остварува преку обезбедување на достапност до социјалните услуги на заедницата, ние ќе сториме напори да и во идната следната година обезбедиме повторно возила токму од потребите на овие лица согласно планот, согласно ЛАПРИТ. Целта е лицата со инвалидност да бидат интегрирани во целокупниот процес на живење. Така да Стефани веќе во овој момент, заради тоа што незината баба постојано беше со неа на училиште, ја носеше од едниот до другиот кат, меѓутоа сега веќе од декември месец кога го направивме лифтот, повторно бабата, иако постои лифтот, ќе мора од една до друга училница да ја турка со количката. Во ваков момент сега веќе кога Стефани ќе има електромоторната количка, бабата веќе ќе нема потреба да седи 7-8 часа додека е детето на училиште. Количката е донирана на наша членка која е боледува од мултиплекс склероза и е во многу тешка состојба. И она е ограничена на движење во незиното живеалиште во стан. Така да сега ќе може со количката да почне полека да испаѓа на улиците, да се движи надвор од зградата. Во текот на следниот период, општината ќе обезбеди 30.000 денари за хидраулична дигалка за семејството Димитриевски. Два сина на 35 и 32 години на мајката се лица кои што се комплетно во кревет и се со диагностика дистрофија. Во рамки на локалниот акционен план за лица со инвалидност, општина Велес во текот на идната година ќе набави возило кое ќе биде прилагодено за лица со инвалидност и ќе им биде целосно на располагање. Еве да преидеме и на нашата денешна тема, госпоѓа Далиборка. За прв пат во текот на изминатата недела електромоторна количка доби вашето Сдружение за лица со церебрална парализа од страна на општината. Па еве кажете ни на кого се додели оваа количка и што значи сето ова за таа личност? Значи минатата недела општина Велес за прв пат откако е креиран локалниот акционен план, превзеде ваква активност за лицата кои што се со некаков инвалидитет во општина Велес да набави некакво помагало со што ќе се олесни пристапот на оваа категорија на граѓани, значи пред се на оние кои што се невозможени самостојно да се движат. Како што видовме и во претходниот прилог, општина Велес префрли по 125.000 денари на Сдружение на лица со церебрална парализа и Сдружение Мобилност, се со цел за да се набават електромоторни колички кои што беа дадени на користење на две лица од општина Велес кои што се со тешка физичка попреченост, со кои што колички ќе им се овозможи, значи на некој начин полесно да можат да ги преминуваат архитектонските бариери и да можат да престојуваат онаму кај што нив им е потребно. Нашето здружение, односно Сдружение на лица со церебрална парализа, овој пат оваа количка ја даде на користење на лицето Стефани Стојанова. Тоа е ученичка во основното училиште Васил Главинов. Стефани сега веќе ќе биде 9-то одделение и од незиното, значи, прв пат влегување во училиште, па след до ден
ден денес таа учи во основното училиште Васил Главинов. На овој начин сега со електромоторната количка ќе биде овозможено самостојно да се движи низ училиштето, да ја следи кабинетската настава и на тој начин да има полесен пристап, значи до сите простории во училиштето каде што она престојува во текот на незиното школување. Така. Во соработка, кога сме веќе кај ова училиште Васил Главинов, во соработка со UNDP и Вардарскиот плански регион, неодамна во основното училиште Васил Главинов се пушти во употреба и лифтот наменет за овие ученици, а претходно беше и пуштена изградена пристапната патека. Колку овој лифт значи за овие лица? Јас би сакала да кажам дека соработката со основното општинско училиште Васил Главинов е од многу поодамна со нашата невладина организација. Значи, уште далечната 2002 година ние за прв пат го изградивме тој пристап кој што се наоѓа на влезот на основното училиште Васил Главинов, односно пристапната патека, се со цел за да му биде олеснен пристапот во тоа време на Илчо Дамчевски, ученик кој што учеше во тоа основно училиште, а беше дете кое што употребуваше инвалидска количка. Многу години подоцна постојано разговаравме за тоа дека не е доволен само пристапот на влезот на основното училиште, дека е потребно да се направат модификации, односно да се прилагодат или да се направи пристапност и за погорните катови, за вториот и за третиот кат, така да минатата година на наше огромно задоволство и задоволство најверојатно на сите ученици и сите вработени кои што се наоѓаат во основното училиште Васил Главинов, во соработка со Вардарски плански регион, финансирано од страна на UNDP, беше изграден лифтот кој што сега овозможува пристапност и на погорните катови. Лифтот беше пуштен свечено во употреба на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост. Меѓутоа беше и еден пример како понатаму и сите други институции во градот треба да го решат проблемот со пристапноста, како треба да направат пристапни патеки и како треба во погорните катови да можат да конструираат лифтови, се со цел на сите граѓани, не само за лицата со попреченост, односно оние кои што имаат физички пречки да можат да стасаат на повисоките катови, туку воопшто старите изнемоштени лица, мајките со колички, сите да можат да имат подеднаков пристап на погорните катови. Така. Локалната власт ќе набави хидраулична дигалка, зашто и за кој ќе биде ова наменето? Па вака имаме семејства во кои што значи досегашната наша работа како невладина организација е работа доста на терен. Голема комуникација со семејствата, голема комуникација со лицата со попреченост. Во изминативе, слободно можам да кажам, години многу често сум чест посетител во домот на Ристе и Владе Димитриевски. Тоа се лица кои што боледуваат од дистрофија и кои што се комплетно значи на постела, живеат од помошта која им ја нуди нивната мајка. Моментално се значи само со мајката, нивниот татко почина. Ристе и Владе се личности кои што доколку некој не им помогне, не можат да станат од креветот, не можат да се сместат во инвалидската количка. Нивната мајка веќе е во поодминати години, има 60 и неколку години, така да од исклучително значење за тетка Лилјана, за Ристе и за Владе да имаат хидраулична дигалка, со која што ќе им биде олеснето, значи станувањето од креветот, сместувањето во инвалидската количка и можноста да можат да испаднат во дворот, да го користат тоалетот, да се движат низ нивната куќа. Хидрауличната дигалка во овој момент во Македонија мислам дека не можеме да ја набавиме, ќе мора да ја набавиме од Србија. Има куќа која што работи еве со дистрибуција на вакви инвалидски помагала. Ние се заинтересиравме веќе и ги правиме првичните контакти да видиме и на наше огромно задоволство, значи ја најмногу на Ристе, на Владина тетка Лилјана. Јас се надевам дека во периодот кој што следи, еве градоначалникот онака како што кажа и во прилогот, веќе ќе биде обезбедена оваа хидраулична дигалка и нив ќе им биде олеснен животот. Така, кога сме веќе кај овие олеснителни околности за овие лица, ве прашала и за реконструираниот тротоар во центарот на градот, чии пешачки премин треба да бидат пристапни за лицата со инвалидност. Колку ова го олеснува движењето на овие лица? Па сега знаете како оној кој што не се нашол во такво обкружение или кој што не се нашол во ситуација да користи количка, воопшто и не ни размислува за бариерите кои што постојат во објектите, околу објектите, на тротоарите, на улиците.
Ние како невладина организација константно веќе многу години наназад, значи уште во 2000-та година за прв пат ги направивме првите одбележани пешачки премии, првите одбележани паркинзи за лица со попреченост. Иницииравме значи спуштање на тротоарите на местата каде што се наоѓаат пешачките премини или доведување до ниво на еднаква висина со значи коловозот. Така да тоа е од премногу големо значење. Ви сега во моментот кога веќе набавуваме вакви електромоторни колички, верувајте дека доколку не е се прилагодено и направено, доколку се не оди глатко, таа електромоторна количка и не би ни можела да се движи. Така да јас сакам да апелирам до сите надлежни институции, значи сите оние кои што градат нови објекти, внимавајте на пристапноста. Значи тоа е нешто што навистина на сите некогаш можеби ќе ни представува пречка за да можеме да направиме еден чекор и да стасаме до која и да било институција. Така да би сакала да кажам дека е многу добро сите уште во проектирањето на објектите и при пуштањето во употреба секогаш да размислуваат на оваа проблематика, односно да биде решена пристапноста и непречен влез на сите лица без исклучување. Заради тоа што верувајте, ако ние правиме објекти само за лица кои што можат да одат, тогаш правиме навистина кршење на основните права, човекови права и голема дискриминација на оние кои што не можат самостојно да влезат во објектите. Така. Она што е актуелно пред наскоро време за најновиот пакет поволности од владата за отварање бизниси на лица со инвалидност. Што мислите вие за ова? Колку ова ќе помогне на овие лица? Па вака, во минатото воопшто не се размислуваше за вработувањето на лицата со пречки во развојот или со инвалидитет или хендикепираните лица, без разлика како ќе се изразиме, знаеме за која категорија на граѓани разговараме. Јас би кажала дека е добар моментот кога државата размислува еве со вакви пакет поволности да им биде олеснет пристапот до вработувањето, да почнат самостојно значи да работат и да можат да заработуваат за живот. Мене ми е премногу мило доколку престане трендот значи на злоупотреба на вработувањето на лицата со попреченост, а во минатото тоа многу го имаше. Се надевам дека еве со пакетот активности кои што се направени за да се олесни пристапот до вработување од страна на владата, на тој начин ќе биде подобро и вработувањето и ќе се намали злоупотребата при вработувањето на лицата со попреченост. Така. Тука би ве прашала и за главната тема на која што ќе разговараме, за локалниот акциски план за лица со инвалидност. Еве да запознаеме јавноста нешто повеќе за ова. Така. Значи, општина Велес, ќе кажам дека е првата општина во југоисточна Европа која што направи локален акциски план или стратешки документ кој што ни нуди решенија на постоечките проблеми во период од неколку години да може да се изнајдат решенијата на проблемите кои што се појавиле за категоријата лица со инвалидност. Во далечната 2007 година на 3 декември беше изгласан првиот локален акционен план изработен од нашата невладина организација Сдружение на лица со церебрална парализа, финансиран од страна на Handicap International. Меѓутоа, во соработка со сите други невладини организации кои што работат на територија на општина Велес, сите институции кои што работат и се грижат за лицата со попреченост, овој локален акционен план беше во период од трајање од 2008 до 2010 година. 2011 година имаше ревидирање на локалниот акционен план и повторно нов локален акционен план кој што беше до 2015 година, а еве сега веќе оваа 2016 година, значи по трет пат го ревидиравме и направивме нова стратегија за следните неколку години до 2020 година, кои се активностите кои што невладините организации, институциите, бизнис секторот, медиумите и локалната самоуправа, сите заеднички со заеднички сили, значи во заедничка соработка, ќе ги реализираат за да се подобри воопшто животот на лицата со инвалидност. Еве конкретно и сите овие активности кои што досега значи биле сработени, дали е тоа градењето на пристапни патеки, дали е градењето на лифтот, дали е инклузијата на децата во редовното образование, дали станува збор за рекреација, рехабилитација, сето тоа и досега ние го имавме спомнувано во овој стратешки
документ на општина Велес и се раководевме според тој план за понатаму што ќе правиме и како ќе ги реализираме активностите за да го подобриме животот на лицата со инвалидност. Така. Повеќе години наназад одите на летен одмор во Црна Гора и Грција. Како поминавте оваа година? Па, ова е 5-та година, значи, што работиме на овој проект во соработка со хуманитарна фамилија од местото Добре воде во Црна Гора. Во јуни месец беше 9-та група, сега веќе во подготовки е 10-та група, која што треба да замине на 30 август и да остане до 10 септември во Добре воде. Јас ќе кажам дека е многу исклучителен и важен проект за лицата со попреченост, овој проект кој што го реализираме. Одењето на море за нив пред се представува зголемување на нивниот имунитет, заради тоа што знаеме што значи морето кога станува збор еве за сите болести, па можам да кажам и конкретно еве за лицата со инвалидност. Пред се би сакала да кажам дека освен рехабилитацијата која што добиваат од морската вода, од солта, од песокта, тие добиваат и голема рекреативна можност преку овој проект кој што го работиме ние, значи секојдневно дружење на плажа, секојдневно дружење во вечерните часови. Организаторот таму постојано приредува забава секоја вечер, имаме маскенбал. Ние како група од Македонија постојано заради тоа што останува со нас и возилото кое што не транспортира до таму и назад, правиме неколку екскурзии со кои што оние кои што се дел од таа летна рекреативна рехабилитација можат да го посетат и градот Дубровник, одиме до Будва, до Котор. Секоја од групите секогаш е посетител на Острошкиот манастир, на моштите на Свети Василий, така да е една многу комплексна, многу интересна и пред се забавна активност за лицата со инвалидност. Меѓутоа, како невладина организација, ова го работиме на ниво на цела република, значи вклучуваме лица со инвалидност од сите градови. Има ли голема заинтересираност за овие екскурзии и летни одмори? Постои голема заинтересираност, меѓутоа лимитот кој што односно бројката на лицата која што ние можеме од Република Македонија да однесеме е 30 лица. Тоа е за секоја држава, заради тоа што таму доаѓаат луѓе и од Србија, од Црна Гора, од Босна. На некој начин е едно регионално дружење, запознавање и на лицата и на нивните родители. Секое лице морам да напоменам дека доаѓа со свој придружник, дали е тоа мајка, татко, старател, некој кој што го познава. Пред се станува збор за долг транспорт при патувањето, станува збор за постојано одење на плажа, останување 10-11 дена таму, така да на тој начин е смислен престојот таму. Апартманите во кои што престојуваме се собственост на луѓе кои што во текот на сезоната си ги издаваат за туристи, меѓутоа во предсезона 10 дена и после сезона хуманитарно, без никаква надокнада, да ги даваат за оваа потреба. Организаторот ни обезбедува ручек и вечера, така да е навистина за многу мали средства имаат можност, оние кои што можеби никогаш не имале можност, а имале голема желба да присуствуваат да одат на море, е голема шанса за да можат да си го остварат сонот. Така. Имате безброј активности со вашето здружение. Еве ќе ве прашам, во текот на идната година 2017 е предвидено обезбедување на едно возило за лица со инвалидност. Ќе можат ли да го користат ова возило вашето здружение? Па, онака како што каже и градоначалникот, најверојатно набавката на ова возило ќе биде од страна на општината, ќе биде собственост на општината, меѓутоа ќе можат да го користат сите невладини организации, сите лица кои што имаат потреба од такво возило. Возилото пред се би требало да биде најверојатно комби, кој што ќе има хидрауличен лифт и дигалка за сместување на количката и да може лицето со попреченост многу полесно да влезе во возилото. Транспортот е една од болните
болните проблеми за оваа категорија на граѓани, на оние кои што користат значи колички, на овој начин преку хидрауличниот лифт, потребно е такво возило. За ова ние разговаравме многу пати, како невладина организација постојано имавме идеја ние самите да набавиме, меѓутоа е многу тешко одржувањето. Значи тука е регистрација, делови и така натаму. Навистина ние немаме толкави големи средства заради тоа што пред се немаме ниту вработено лице во невладината организација. Работиме врз база на она што ќе го добиеме како донации или пак така селективно кога ќе дојде некој проект нешто, меѓутоа тоа е многу тешко. Одржливоста на невладините организации кои што немаат постојан прилив на средства е навистина голем проблем и меѓутоа еве без разлика на тоа колку средства имаме, некогаш и со воопшто немање пари, кај нас постои голем ентузијазам заради тоа што пред се иако се членови лицата со церебрална парализа, членови се и лица со ментална ретардација, со Даунов синдром, со аутизам, голема е желбата на родителите за да го сменат животот и да го леснат животот на своите деца, така да некогаш и без немање средства ние сме реализирале многубројни активности со кои што еве и сега можеме да се пофалиме. Можам само да кажам дека родителите се навистина големи борци, најмногу знаат за потребите на своите деца и треба да ги слушаме за да можеме на некој начин да ги створиме условите кои што ги бараат за да можат да опстанат овие лица и деца со инвалидност. Така. А кои се следните активности во вашето здружение, да кажеме, да ги запознаеме? Вака да ви кажам дека изминатиот период работевме имавме работилници со психолог и социјален работник, нешто што е од исклучително значење за семејствата во кои што живеат лицата со попреченост. Можам да кажам дека досега скоро никој не се охрабрил да влезе во семејствата и да разговара. На свет кога доаѓа лице со попреченост, верувајте дека се менува воопшто животот најнапред на родителите, па и на целото семејство. Тоа е еден многу комплексен проблем кој што треба да се посматра од повеќе аспекти и да се помага од повеќе страни. Значи, најтешко е најнапред родителите да го преминат оној праг кога ќе сватат дека имаат дете со попреченост, кога ќе се помират со самите себе си и да можат понатаму за да можат да се грижат за своето дете. Тука се и другите деца од семејството, значи браќата, сестрите, кои што навистина некогаш им е тешко да можат да осознаат целата ситуација и да се носат со проблемот. Затоа сметам дека од исклучително значење е поддршката на семејствата, на биолошките семејства, се со цел за да може да се олесни животот и на лицето со инвалидност, меѓутоа и на останатите членови на семејството. Кај нас во Македонија, значи во изминатиот период, па и сега се уште семејството е препуштено самото на себе. За жал, ќе кажам за жал, сметам дека поддршката треба да биде многу поголема. Ние како невладина организација се трудиме веќе подолг временски период да се направат измени во здравствената и во социјалната заштита, со што ќе им се возможи поголем пристап кон социјалните услуги на лицата со попреченост, меѓутоа и кон зголемување на бројот на услугите, меѓутоа бесплатни услуги кои што можат да ги добијат од Фондот за здравствено осигурување. Треба да се направат коренити промени во набавката на помагалата кои што се користат. Потоа престојот во болницата, кој може да престојува, дали лицето може да престојува само или му е потребно придружник. Наплатата на средствата за придружникот некогаш е потребно, еве, сега ќе дадам еден пластичен пример. Лицето со церебрална парализа да оди на бања. Меѓутоа е лице кое што е веќе над 3 годишна возраст или да речем има 20-30 години, меѓутоа самостојно не може да престојува во бањата. Доколку има придружник со него, придружникот мора да си го плати престојот во бањата. Меѓутоа, кој е тој во Република Македонија кој што може да го истрпи сето тоа и да го издржи финансиски на долги стази? Значи, станува збор за живот од 10, 20, 30, 40 години. Семејствата финансиски се исцрпуваат и на тој начин, значи, не можат да си ја дозволат рехабилитацијата на своите деца. Така да мислам дека се потребни коренити промени во Законот за здравствена заштита и за социјална заштита,
поддршката и финансиската поддршка која што треба да ја добива семејството е исто така многу битна. Најголем број од родителите за да можат да си го подигнат своето дете, да му возможат, некои од родителите не можат да одат на работа заради инвалидноста на своето дете. Како се снаоѓаат во тој случај родителите? Вие имате контакт со овие семејства? Многу тешко се снаоѓаат. Значи поддршката од страна на државата за дете до 26 години е само 4300 денари. Некогаш родителите се оневозможени двајцата да одат на работа. Значи тука автоматски веќе доаѓа социјално загрозено семејство. Во семејството постојат и други деца, значи грижата не треба да биде само за детето со инвалидност, туку треба да биде и за другите деца. Јас само ќе кажам дека доколку семејство се охрабри и сака да земе дете на чување, дом семејство, на што го имаме во Република Македонија, државата му плаќа за чувањето на тоа дете. А кажете ми, зошто да не му плати на родителот кој што 24 часа се грижи за своето хендикепирано дете. Така да, како родители, многу често разговараме на оваа тема. Некогаш тежината на случајот или големината на инвалидноста е толку голема што родителот си истоштува 24 часа работи со тоа дете, е негова поддршка 24 часа. Размислувавме дури на тоа дека е потребно оние родители кои што одат на работа, а кои што чуваат дете со инвалидност, да добијат можност за порано пензионирање. Заради тоа што гледаме дека сите држави во регионот веќе го работат тоа. За оние најтешките, доколку мајката е оневозможена да оди на работа, се грижи за своето дете, да си добие статус родител неговател. Значи тоа се еден куп пакет на промени кои што треба да се направат, се со цел да му се помогне на семејството финансиски да може да зајакне, да ги помине сите бариери, на тој начин значи да функционира, инаку би било дисфункционално. И многу семејства се дисфункционални. Од оваа причина, заради тоа што е навистина тешко да се опстане. Потребна им е мултисекторска поддршка, ќе кажам, за да може да се изнеса со проблемот кој што се нарекува инвалидност. Така. Господја Далиборка, јас се надевам дека сите овие работи кои што ги кажавме во денешната емисија ќе допрат повеќе до граѓаните и се повеќе запознаени сепак, и се надевам дека ќе има подобри услови во иднина. Па граѓаните се запознаени, граѓаните се нашата поддршка, значи со сите овие емисии кои што ги правиме, подготовка и на документарни, и на спотови, нашето појавување на телевизија е само можност уште повеќе да ги запознаеме што се случува со семејствата и со лицата со инвалидност. Меѓутоа, ќе кажам дека најголемата улога во сето ова е во луѓето кои што ги носат политичките одлуки, кои што можат да направат некаква промена воопшто. Затоа мојот апел е до нив, значи најмногу дај да направиме свет во кој што лицата со инвалидност ќе се чувствуваат достоинствени, уважени, ќе имаат нормален живот. А верувајте дека колку повеќе ќе направиме за оваа категорија, толку ќе бидеме и побогати и како луѓе, толку и подобро ќе можеме да ги сватиме проблемите на луѓето и ќе им го лесниме воопшто животот. Значи мојот апел е конкретно до оние кои што можат да ги направат промените, да ги направат промените. А тука сме ние како невладин сектор, еве, да кажеме што е проблемот, што треба да направиме, на кој начин да го решиме, и со заеднички, значи, сили, кажав, значи и локална, и национална, локалната власт, и на повисоко ниво, и бизнис секторот, и невладините организации, сите заедно да направиме да биде многу подобро за лицата со инвалидност. Така. Јас се надевам дека сите овие услови ќе бидат подобри во иднина. Ви благодарам за вашето гостување, се надевам дека ќе се дружиме повторно во некоја од наредните емисии. Благодарам повторно за поканата и се надевам дека наредниот пат ќе разговараме веќе за некоја реализирана активност од локалниот акцијски план. Почитувани гледачи, заврши разговорот со нашата денешна гостинка. Ќе ги погледнете рекламите, па се враќаме назад.